Добро дојдовте во За или против. Јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест вечерва мој гостин да биде Елена Петрова, заменик министер за финансии во техничката влада од редовите на ВМРО ДПМН. Добро дојдовте. Благодарам. Добро вечер на сите што ја следат емисијата и благодарам за поканата за учество во вашата емисија. Петрова, основното и главното прашање кое што претпоставувам си го поставува секој македонски граѓанин кога се работи за државните народни пари со кои што располага Министерството за финансии, она прашање кое што си го поставува е каде исчезнаа сите овие милиарди, сиве овие години не се виде ништо од нив од вашето претходно, но секако и од искуството сега како заменик министер во Министерството за финансии, но сепак еве пред да продолжиме со тоа да започнеме со она основното, како стартувавте со функцијата дополнителен заменик министер за финансии? Па, од првиот ден со мојот тим сериозно се зафативме со работа во функција да ја оствариме мисијата и целта на оваа преодна или техничка влада, која треба да има контролен механизам и да оневозможи манипулации во користењето на јавните пари, народните пари во овој политички сензитивен период пред одржувањето на овие двојни избори. Управувањето со јавните финансии или народни пари, државна каса, како што знае народот, е навистина одговорна работа во Министерството за финансии, особено што всушност се што се случува во сите министерства, во сите државни органи, државни предпријатија, од фискален или финансиски аспект се слева и се реализира преку ова министерство. Но мора да напоменам и дека еве, веќе сме во втората седмица, работна седмица навлезени, но се уште имаме и некои организациони работи со кои што се бавиме секој ден. Значи, не знам дали од некаква случајност, но има пречки на кои што работиме секој ден. Значи, во актите за систематизација на Министерството за финансии не беа предвидени работните позиции за кабинетот на дополнителниот заменик министер. Понатаму наидовме на ситуација во која што истекува договорот со агенцијата преку која треба да го регулираме работното ангажирање на вработените во кабинетот и така натаму. Но сето тоа секако, иако е некаква организацијска пречка, не спречи уште од првиот ден, значи сериозно да се зафатиме со нашата работа и да направиме еден скрининг на трошењето на јавните пари. Кое беше првото најактивно прашање кое што ви беше поставено на маса во Министерството за финансии? Па, прво прашање и најголемо прашање со кое што се соочивме од самото доаѓање се така наречените согласности за вработување и сите типови на вработување, значи нови вработувања, вработувања со мобилност, односно превземање од еден во друг државен орган, трансформација на работен однос од неопределено во определено работно време и така натаму низ целата државна администрација. Наидовме на еден навистина голем број на барања кои што пристигнале во Министерството за финансии. Имаше и барања пристигнати уште во месец декември или пристигнати некаде на почетокот на месец јануари, но некомплетни и слично, и сите тие дојдоа на нашата маса за решавање сега, значи во формирањето на преодната влада и во што се вели во очи на распишување на изборите. Во овие барања влегуваат и оние барања што се споменуваат за вработување, односно трансформирање на работниот однос од определено во неопределено време, односно регулирање на тие ангажирања по договори и сличност во трајни вработувања во здравствениот сектор, кои што се со одлука на влада, при што би сакала да напоменам дека владата може да донесува такви одлуки за вработување само во исклучителни случаи, по исклучок, кај јавни установи и други државни тела кои што работат со негативен финансиски резултат, но само за вработени кои што се неопходни, суштински неопходни за извршување на основната дејност, но
разгледувајќи ги барањата, видовме, например, дека кај 70 барања за околу 490 лица всушност во здравствениот сектор, значи околу 10% се всушност барања за доктори по медицина, а останатата бројка на работни позиции се однесува за администрација и помошно-технички персонал. Затоа во однос на овие барања на согласности за вработување, пред мене и пред мојот тим се поставува прашањето колку беше, зошто сите органи чекаат толку време за да го решат прашањето на вработувањето на сите овие лица. Значи, ВМРО ДПМНЕ стои на тоа дека вработените треба да ги остваруваат во целост своите права од работен однос и во делот на платите и во делот на сите останати права, но не значи на еден ваков начин. Зошто во сиве овие изминати години владата не се посвети на решавање на прашањата со вработување на сите овие лица. Едноставно се доаѓа до заклучок дека владата немала искрен пристап за да го реши прашањето, да ги реши овие прашања на сите овие лица и сега ова се наметнува во овој момент што може да го компрометира целиот избирачки процес и сето ова да се подразбере во функција на изборите и можности за влијание врз волјата и политичката определба во спроведување на изборниот процес врз сите овие лица. Министерството за финансии зошто ги дава согласностите на вработувањето е едно прашање, но веќе ве обвинат сега вас дека вие не ги потпишувате, па не може да се вработат луѓето, очекувате такво нешто? Видете, значи, бидејќи сензитивен политички процес и заради сите причини што ги кажав, ние поднесовме барање до Државната комисија за спречување на корупција, до ДКСК, и го бараме нејзиното мислење дали сите овие поднесени вакви барања и евентуално издавање на согласности може да се сметаат како, да речеме, незаконско или компрометирачко користење на јавните средства во функција на изборите, така да ќе постапиме така како што ќе го добиеме мислењето од ДКСК. Инаку, Министерството за финансии ги издава овие согласности заради тоа што треба да направи проверка на финансиските аспекти за тие вработувања, значи дали се предвидени финансиски средства од страна на државните органи, министерствата и слично, дали тие средства се потрошени во текот на годината, дали се доволни, но и во овој дел, во делот на процесот во Министерството за финансии, значи не наидовме на некоја јасно пропишана процедура што го доведува во прашање кредибилитетот на процесот во Министерството. Значи нема процедура која јасно пропишува кој што треба да прави во процесот, кој го прима барањето, какви проверки треба да направи, кој контролира, кој одобрува, значи јасно дефинирани улоги и одговорности во процесот. Значи надлежниот сектор изготвува определени пресметки, вади определени податоци за буџетираните, односно планираните и потрошените средства кај органот што го поднесува барањето и врз основа на тоа се изготвува согласност или известување дека се обезбедени или не се обезбедени средства, но нема изричен став од надлежниот сектор или вработените кои го работат тоа, дали се обезбедени или не се обезбедени средства, туку произлегува дека тоа е како некакво можност за дискреционо право на тој што треба да ја потпише таа согласност, односно министерот или во овој случај заеднички со врзан потпис. Значи заради тоа наше мислење е дека вака поставениот процес не е сосема кредибилен, а и не е ни доволно транспарентен, бидејќи ние не ги добивме на наше барање на увид сите издадени вакви согласности за вработување. Ги побаравме за периодот од како се донесе одлуката во месец декември за одржување на изборите до формирање на преодната влада и едноставно како да нема евиденција во Министерството за финансии за издадените согласности. Значи се уште чекаме да
видиме и да направиме споредба, да видиме дали ова што сега се случува е некаква вообичаена бројка или се работи за нешто што е зголемен обем баш во искористување на моментот на престојните избори. Надвор од овој муавет, дали се сомневате, го напомнавте тоа на почетокот, дека ви поставуваат сопки и во работата да не ги дознаете работите, постојано се соочувате со нешто што не треба да се соочувате, со некои сопки да речам или не? Во работата? Па во Очебино или не? Како дополнителен заменик министар? Значи во она што го споменав дека не беа обезбедени доволно услови, еве не ја добивме процедурата за по која се работи, не добивме евиденција за согласностите, меѓутоа тоа не се однесува во целост, значи сепак добивме пристап до одредени системи, апликации во Министерството за финансии, секојдневно ја примаме поштата, така да не може да се рече нели дека во целост сме попречени во тоа да скенираме и да следиме што се случува во Министерството. Така. Имате ли увид каква е реално реализацијата на буџетските приходи и можете ли да дадете, например, посебен осврт на ДДВ-то, да речем? Па добро, од оваа фискална година веќе помина еден календарски месец и да, на дневна основа следиме реализацијата на буџетот, како се полни државната каса и како се трошат средствата од државната каса. И тука на самиот почеток тоа што го забележав и што ми е карактеристично е тоа дека го имаме годишниот план, но не се поставени таргети или цели на пократки временски интервали на месечно ниво. Така да ние сега ја имаме реализацијата, колку пари се потрошени и наплатени во месец јануари, меѓутоа немаме план за месец јануари, освен во делот на даноците и придонесите кои ги управува УЈП. Значи за другите буџетски приходи немаме таргет по кој што можеме да процениме дали наплатата на буџетските приходи е соодветно реализирана. Знаете, динамиката на остварувањето на приходите не може да биде рамномерна во текот на целата година. Секој месец има и секој квартал си има своји специфичности, има обврски кои што доспеваат во определени периоди и не можеме да очекуваме дека секој месец рамномерно треба да се наплаќаат буџетските приходи, но без така поставени таргети ние не можеме да знаеме докаде сме со наплатата. Например, имаме во текот на месец јануари реализација на капитални приходи во износ од 3% од годишниот план, приходите од странски донации се реализирани во 2% од годишниот план, а нема реализација на приходи од наплатени заеми и не можеме да знаеме дали тоа е нормално да се очекува во месец јануари, дали тие приходи ќе се реализираат во останатиот дел од годината или пак не се собрале, а требало да дојдат во државната каса. Значи, поставувањето на такви таргети секако ќе зголеми оперативната ефикасност во собирањето на приходите, бидејќи ќе може да се превземаат навремени активности и превентивно за подсетување на тие што треба да платат и доколку дојде до заостанување на платата. Сега, пошто поставивте прашање во делот на посебен осврт на ДДВ, тоа прашање нели логично, особено држи место, бидејќи даноците и придонесите се сепак претежниот дел од кој што се полни државната каса. Во нив најголем износ е приходот од ДДВ. Значи, споредбата можеме да ја правиме во однос на минатата година и она што може да се забележи токму кај ДДВ е дека токму овој приход има помала реализација во однос на минатата година. И тоа се должи всушност на еден голем износ на поврат на ДДВ исплатен од буџетот во текот на месец јануари оваа година. Значи, се работи за поврат на ДДВ од околу 64 милиони евра, што е приближно за 12 милиони евра повеќе исплатено во однос на месец јануари 2023 година и во однос на месец јануари 2022 година.
Но за тој поврат е карактеристично всушност дека тој се провлекол. Тоа е поврат што требало да се реализира во 2023 година и во месец е поместен и реализиран во јануари 2024 година и сега тоа што го гледаме како помало исполнување на приходите за ДДВ во месец јануари 2024 година всушност било прикажано како поголемо исполнување на планот на крајот на 2023 година, значи како еден поголем поуспешен индикатор, показател за поголема успешност во исполнувањето, што всушност и не е реално бидејќи тој поврат требало да се реализира тогаш. На што се должи ова? Дали може да зборуваме за нарушена буџетска ликвидност во овој случај? Па, видете, со оглед на тоа дека на крајот во месец декември 2023 година беа склучени неколку договори за задолжување на државата во однос со странски заеми кон меѓународни организации и во буџетот на крајот на годината се повлечени транши од такви заеми во износ од 233,8 милиони евра, може да се зборува дека на крајот на годината била нарушена буџетската ликвидност и биле потребни средства за поддршка за буџетска поддршка, значи за да се обезбеди ликвидноста. Меѓутоа, ако пак се вратиме на повратот на ДДВ, значи она што е карактеристично дека од овие средства што се обезбедени од на крајот на годината и легнале во буџетот во некаде 21 до 24 декември, владата и Министерството за финансии не ги искористиле за да го реализираат повратот на ДДВ, значи за да ја подобрат и поддржат домашната економија, домашното стопанство и неговата ликвидност, а напротив од тие средства околу 43 милиони евра се исплатени за коридорите 8 и 10 преку јавното претпријатие за државни патишта. Така, имаме уште многу теми за отворање. Со нас е Елена Петрова, дополнителен заменик министар за финансии од редовите на ВМРО ДПМН во техничката влада. Се враќаме со многу теми од финансиите, меѓу другото и дали оваа влада е буквално неспособна за да обезбеди достоинствен и квалитетен живот на граѓаните и поволното бизнис обкружување. Уште многу теми. Одиме со кусиот блок реклами. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е Елена Петрова, дополнителен заменик министар во техничката влада од редовите на ВМРО ДПМН. Завршивме токму со ДДВ-то во првиот дел. Реално колку се соочуваме со задоснето извршување на повратот на ДДВ и какво е неговото влијание, буквално кажано, врз ликвидноста на стопанството? Па еве, овој поврат на ДДВ што беше исплатен кон стопанството во месец јануари е целосно задоцнет поврат. Значи, околу 30% од тие износи требало да бидат вратени назад во стопанството, односно се вратени со задоцнување од 1 до 2 месеци, а дури 70% се вратени со задоцнување повеќе од 2 месеци, па дури има износи што требало да бидат вратени во 2022 и 2021 година, помали износи и секако дека тоа влијае врз ликвидноста на стопанството. Доколку има обрат на паричните средства во стопанството, ќе биде подобра ликвидноста и средствата ќе можат да се користат во функција на потребите на стопанствениците. Но уште да речам позагрижувачки факт и момент е тоа дека има се уште заостанат поврат на ДДВ кој што не е ниту одобрен, не е доставен за реализација и кој ќе треба да се реализира во периодот што следува. И во овој период кога сме пред одржување на изборите, на вистина постоја, да речам, индикации, размислувања дека може да има манипулации, договори за и фаворизирање на компании во поглед на реализацијата на повратот, односно исплатата и враќањето на овие задоцнети износи.
Јас сакам да ја искористам приликава и да упатам еден апел до администрацијата која работи на повратот на ДДВ да си работат во овој период како и секогаш, како што треба, професионално, стручно, да си ги запазуваат регуларните процедури, да не потпаѓаат под влијанија, а исто така и компаниите да не потпаѓаат во овој период под никакви притисоци во однос на исплатата на повратот на ДДВ, бидејќи ние во Министерството за финансии, значи јас на дневна основа ја следам реализацијата на повратот на ДДВ и не може да не се забележи доколку има некакви симптоматични износи, повторливи и слично. Кога зборуваме за трошењето на јавните средства, дали буџетската реализација се извинува во овој краток период од 2024-та сепак е повторно во насока на поголеми тековни расходи или не? Како што кажав и претходно, буџетската реализација не се поставени таргети за следење на месечно ниво и можеме да ја следиме само како реализација на годишниот план. И уште на самиот почеток на годината се забележува дека приходите што се слеваат во државната каса се слеваат со помала динамика и помал е процентот на собирање на приходите во однос на процентот на трошење на расходите. Тука мислиме на процентот во однос на годишниот план. И ова, како што поминува со секој нов ден, еви како навлегуваме во овој нов месец февруари, таа дискрепанца меѓу процентот на реализација на приходите и процентот на трошење и создавање на расходите е се поголема. Например, со 5 февруари буџетските приходи се реализирани со 8% во однос на годишниот план, а буџетските расходи се реализирани со 10,2% во однос на годишниот план. Таа разлика беше помала на 31 јануари, затоа велам дека со секој ден се повеќе се зголемува таа разлика, повеќе се трошат средствата отколку што се собираат приходите. Во однос на прашањето, нели, дали се тие средства што се трошат се наменети за тековни расходи, да, точно тоа се случува. Значи, од овие средства што се реализирани како трошење или расходи од буџетот до 5 февруари, значи само еден мал минимален процент, 4% е по основ на капитални расходи, додека сите останати трошоци се заплати и останати тековни расходи што ги прават државните органи. Значи, ова беше и потенцирано од страна на ВМРО-ДПМНЕ дека ќе започне едно испумпување на средствата од буџетот во овој период и тоа се забележува, значи, уште на преку самите проценти на реализација на расходите. По сето ова можеме ли буквално да зборуваме за неспособност на владата да обезбеди достоинствен и квалитетен живот на граѓаните и поволно бизнис опкружување? Значи, навистина, граѓаните за средствата што ги плаќаат во буџетот по основ на даноци, придонеси и други приходи и од средствата што треба да ги плаќаат идните генерации, што во буџетот сега се слеваат по основ на разни задолжувања и слично, значи граѓаните очекуваат тие средства да бидат распределени за правилни намени, според тоа што се стратешки приоритети и стратешки потреби, за да можат да донесат до долгорочни бенефиции за секој граѓанин во општеството, да почувствува подобрување на благосостојбата и подобрување на стандардите за живот и условите за предприемништво во нашата земја. Значи, тоа го очекуваме сите од трошењето на буџетските пари. Дали тоа е така, може да се види и со голо око. Значи, граѓаните тоа секој ден го гледаат. Значи,
ако се тргне од ветувањата на владата на СДС, дека од нивната програма за подобар живот, ветувањата дека Македонија ќе биде звезда водилка во дигитализацијата, дека ќе имаме иновативна и зелена држава, дека ќе имаме европски здравствен систем и слично, значи граѓаните ништо не можат да видат. Во делот на патната инфраструктура немаме ниту 10 километри нови патишта, значи освен оние делници што беа изградени од владата на ВМРО ДПМН. Во делот на енергетската инфраструктура нема никакви проекти, напротив, на грбот на граѓаните се слеани и трошоците од застарените системи и технологии во енергетскиот сектор преку зголемените цени на електричната енергија. Немаме нови модерни комплекси во здравствениот сектор, туку напротив имаме афери во здравството. Не знам за каква дигитализација можеме да зборуваме кога граѓаните секој ден чекаат на шалтери за да добијат некакви услуги, или за каква зелена држава кога секој ден Скопје или некој град од нашата земја е на топ листата на светски најзагадени градови. Значи, за достоинствен и квалитетен живот на граѓаните и поволно бизнис обкружување од трошењето на буџетските средства не може да стане збор. Но јас би се обидела ова да го искажам и преку факти и податоци, значи да не биде само непоткрепени зборови, за да се потврди дека тоа што го гледаат граѓаните со голи очи, навистина се потврдува и преку податоци и информации од релевантни извештаи. Значи, прво да почнеме со така наречените капитални инвестиции или проекти кои што треба да се или кои што се финансираат од разни меѓународни кредитори. Значи, ние разгледавме во Министерството за Министерството за финансии една информација која што се однесува за реализацијата на такви капитални проекти. Значи, се работи за 38 проекти за капитални инвестиции кои ги спроведуваат 14 министерства, јавни предпријатија и акционерски друштва во државна сопственост. Значи, од 38 проекти, повеќе од половина, 20 се реализираат со забавена динамика или се во застој. И што е уште по страшно, а тоа се проекти токму во овие области што ги споменавме, значи проекти поврзани со патната инфраструктура, енергетската инфраструктура, проекти поврзани со воздухопловниот систем за навигација, студентски домови и така натаму. Не само што проектите не се реализираат, туку тоа не заостанување во користењето на средствата кои што се одобрени од меѓународни кредитори создало и дополнителни трошоци кои што се исплатени од буџетот. По основ на казнени пенали од буџетот во периодот од 2017 до 2023 година се исплатени дури 25,8 милиони евра. Значи, тоа се средства кои што можеле да бидат потрошени не за еден, можеби и за повеќе важни капитални проекти и кои би донеле некаков благодет за граѓаните и фирмите во нашата земја. Најголем дел од тие исплатени казнени провизии се за токму во областа на патната и железничката инфраструктура, значи платени по основ на проекти кои што ги воделе Јавното предпријатие за државни патишта и Јавното предпријатие за железничка инфраструктура. Исто така, би сакала да напоменам дека таа информација ја побаравме на порталот на e-влада, бидејќи е информација подготвена со цел за информирање на владата и произлегува дека не е разгледувана на седница на влада, од што се поставува и прашањето дали владата во овој период пред изборите сака да ги зацкрие од јавноста овие информации дека капиталните проекти не се реализираат и дека напротив се создаваат и дополнителни трошоци кои што ги оптоваруваат сите граѓани и компании во оваа земја.
Понатаму, капитални проекти се финансираат и од ИПА фондовите. Значи, тоа се средства кои што се добиваат од неповратни средства од ЕУ. Нормално се неповратни се доколку се успешно реализирани проектите. И во тој дел дојдовме до фрапантни информации во однос на неискористување на средствата доделени од ИПА фондовите, токму доделени за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните во нашата земја. Значи, доделени се средства или алоцирани во нашата земја во 2018 година со кои требало да се спроведат мерки и проекти во делот на заштита на животната средина, климатските промени и транспортот, значи прашања што се и од животно значење за граѓаните, мерки кои требале да ги спроведат Министерството за животна средина и Министерството за транспорт и врски. И во рокот до 31 декември 2023 година, значи во рок од 5 години, тие мерки, активности, тие проекти не се реализирани и ЕУ ги има повлечено средствата од 54 милиони евра. Сега истите тие средства, овие министерства бараат да бидат обезбедени од буџетот, а претходно можеле да бидат обезбедени како неповратни средства од фондовите од ЕУ. И тука сега, кога не се реализираат проектите, навистина може да се дојде до заклучок дека навистина станува збор за неспособност на владата да обезбеди, да ги реализира проектите и да обезбеди достоинствен и квалитетен живот на нашите граѓани. Тука би ги споменала и капиталните расходи од буџетот, значи проектите кои што треба да се финансираат од буџетските средства. Значи, и на веб страната на Министерството за финансии е истакната, имаше и пресконференција во која што Министерството за финансии се пофали за рекордна реализација на капиталните инвестиции во 2023 година. Значи, реализација од 97% со или во износ од 707 милиони евра. Но дозволете ми да прочитам некои податоци околу таа реализација на капиталните инвестиции од буџетските средства. Значи, прво, реализацијата од 97% е прикажана во однос на ребалансот на буџетот. Тоа значи дека првично биле предвидени повеќе средства и повеќе трошења за капитални инвестиции и бидејќи не биле реализирани, со ребалансот на буџетот е направена промена, односно намалување на тие средства и усогласување со тоа што приближно со тоа што е реално потрошено и инвестирано и токму заради тоа се појавува овој процент на реализација од 97%. Понатаму, може би е 97% реализацијата на капиталните инвестиции, но тоа е само 13% од вкупните буџетски расходи. Значи, сепак најголем дел од буџетските средства не се потрошени за капитални инвестиции, туку за плати и други тековни расходи кои што се исплаќани од буџетот. Понатаму, друг интересен факт е дека во тие средства влегуваат и 1,5 милиони евра потрошени за набавка на возила и мебел, кои што се прикажани како капитални инвестиции и исто така во овој износ влегуваат и средства кои што во вид на капитални субвенции се прелеале во државни и јавни предпријатија, значи пред се ЕСМ и други, и како и во јавното предпријатие за државни патишта, значи имаме една значителна сума од 236 милиони евра капитални субвенции исплатени кон јавното предпријатие за државни патишта по основ на коридорите 8 и 10, од кои што немаме видено никаква реализација. Значи, ете, тоа е способноста на владата за реализирање на капиталните инвестиции и подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Всушност, ништо не е реализирано, а напротив создадени се дополнителни трошоци на грбот на граѓаните и имаме повлекување на средства од ЕУ фондовите.
капитален мебел, ова е, предпоставувам, прв пат во историјата на Македонија во капитални инвестиции, но Небадијава, предпоставувам, беше анкетата околу нова година дека 90% од прилика од граѓаните констатира зголемена корупција во државата. Дали корумпираноста и вмешаноста буквално на политиката во распределбата на јавните средства се сведува на погрешна перцепција кај граѓаните и кај опозицијата? Па видете вака сега, ако зборуваме на што се должи ова нереализирање или неправилно, недомакинско, неодговорно трошење на буџетските средства, можеме да зборуваме за неколку причини што стојат за тоа, позади тоа. Значи, прва причина секако е нестручноста на раководните кадри, на тие што се поставени како директори, управни одбори, надзорни одбори, кои што веројатно немаат доволно стручност за да се занимаваат со стручно управување на сите овие проекти. Понатаму сигурно станува збори за намалување на стручноста на администрацијата во државните органи, која треба да ги заврши сите тие работи околу подготовки на елаборати, обезбедување на дозволи и други, така да речеме, бирократски работи, но се заостанува во тоа и доаѓа до заостанување на проектите, а стручноста на администрацијата се губи заради целиот систем на вработувања кој што се темели нели на правична застапеност на заедниците, а не на стручноста на тие лица што се вработуваат во администрацијата или вработување на партиски војници и слично, со што, а од друга страна имаме масовен одлив на луѓе што веќе се остручени, професионалци, и со тоа во државните органи, во државната администрација се губи колективното знаење и сето тоа се одразува нели и на завршувањето на овие работи поврзани со реализацијата на проектите. А секако и тоа што го споменавте вие, сигурно има учество, значи корумпираноста, вмешаноста на политиката, особено преку понатамошната прераспределба на доделените средства на изведувачи, подизведувачи, со подготовка на тендерски барања во кои што се внесуваат услови и барања кои што ги исполнуваат само одредени компании блиски до власта и слично. Значи се работи за првенствено се ставаат на преден план други интереси поврзани со корумпираност наместо стручно посветување на завршување на сите овие проекти. Но мислам дека и преку примерите што ги дадовме, граѓаните можат да распознаат што е реализирано, а што не е реализирано и дека за вакво недомакинско однесување дека ќе постои одговорност, првенствено политичка одговорност на следните избори, а потоа сигурно и казни и се што следува во определени постапки. Кога доаѓа на власт, се залага за наводна транспарентност. Реално каква е отчетноста и се знае ли какви се ефектите од буџетските трошења по оние разноразни програми за субвенционирање и поддршка и на граѓани и на компании? Значи, еве цело време зборуваме дека е многу мала реализацијата на капиталните расходи, односно дека најголем дел од буџетските средства се тековни расходи, значи плати и други тековни расходи, и во тие тековни расходи влегуваат и тие средства кои што преку разни програми и подпрограми ги државните органи, разни министерства, пред се Министерството за земјоделие, Министерството за труд и социјална политика и други, ги даваат или ги во вид на разни мерки за поддршка и субвенционирање на граѓаните. И знаеме дека во целиот овој период наназад дека тоа е главната, да речеме, пофалба на владата на СДС, дека се дава голема поддршка на граѓаните, на приватниот сектор, на домаќинствата, но пак да видиме тука каква е, како што прашавте, отчетноста и каква е ефективноста на потрошените средства. Значи, законот предвидел дека сите тие корисници на средства треба да поднесуваат полугодишни и годишни
извештаи за потрошените средства, во кои што треба да ги прикажат и ефектите од сите тие мерки кои што ги реализирале. И во овој дел навистина затекнавме една запрепастувачка ситуација во која што многу мал број на вакви извештаи се поднесени до Министерството за финансии, всушност не се знае кој треба да нема евиденција кој поднел извештај, кој не поднел извештај од тие органи што биле задолжени да поднесат такви извештаи и да презентираат што сработиле со добиените средства од буџетот. Некои од извештаите што ги добивме, значи се сосема со голи информации, како еден вид книговодствено усогласување меѓу министерствата или содржат информации од кои се гледа дека всушност средствата кои што се планираат и обезбедуваат од буџетот и не одговараат со мерките кои што ги треба да ги спроведуваат министерствата и затоа се плаќаат за останати долгови, тековните мерки се пренесуваат како за останати обврски во следни години и така натаму. Значи нема отчетност ниту во трошењето на овие средства и всушност ние не можеме да видиме каква била успешноста и ефикасноста на сите тие мерки дадени во вид на финансиски подршки и субвенции исплатени од буџетот. Јавниот долг повторно само и само благодарение на оваа влада е непресушна и огромна тема. Реално, каде се потрошија парите од овие енормни задолжувања на државата? Ова е вистинското прашање и навистина не може да се детектира каде се потрошија парите. Значи парите отидоа за плати, за закрапување на дупки во буџетите на државните предпријатија и слично, значи меѓутоа нема нешто што може да се види со голо око од потрошените пари, а наспроти тоа јавниот долг навистина енормно расте во овие години. Државниот долг можеме да го гледаме преку различни показатели, но мислам дека за граѓаните најдобро да разберат, еве јас ќе ги кажам овие бројки. Значи за време на владењето за време на владата на ВМРО ДПМН и претходната влада за период од 10 години од 2006 до 2016 година јавниот долг беше зголемен за 2,1 милиарди евра, значи за период од 10 години, додека со оваа влада за период од 7 години јавниот долг е зголемен за 3,4 милиарди евра. Значи, навистина во овој период беше ковид кризата, енергетската криза и слично, меѓутоа со такви состојби се соочија и сите други земји. Но само кај нас, значи во сите овие потрошени средства и задолжувања не го дадоа ефектот во смисла на пораст на продуктивноста, економски раст, значи, просечната стапка на економски раст во Македонија во овие 7 години е 1,7%, просечна годишна стапка и е на најниско ниво и двојно пониска од земјите во Западен Балкан кои што се соочија со истите овие кризи. Значи, затоа прашањето каде се потрошија јавните пари, народните пари е навистина релевантно прашање. Тие пари се потрошија, но не дадоа никаков бенефит за граѓаните на оваа земја. Затоа треба да има одговорност. Што би посочиле како заклучок? Дали можеби тоа е ниската фискална дисциплина која што како и се друго, дали на национално, образовно, здравствено и економско ниво е нивото на финансиите буквално кажано е бездна? Да, од се ова што го изнесовме всушност се гледа дека постои ниска фискална дисциплина, не постои добро управување со народните пари. Не постои контрола, не постои отчетност, не постои одговорност. И тука не ја гледам улогата и не само на Министерството за финансии, која е, да речеме, контролор во процесот на планирањето и трошењето на народните пари, туку
тука е сите државни органи и целиот владин систем преку кој што се треба да се реализираат проекти и мерки за трошење на буџетските пари. Значи, недостасува ефикасност и ефективност и на делот на собирањето на приходите, но и особено на делот на алокацијата на средствата и трошењето на средствата за намени кои ќе дадат бенефити за целото општество. Значи, ниската фискална дисциплина е дефинитивно она што е последица од ваквото однесување во трошењето на народните пари. Недомакинско, неодговорно трошење на народните пари, за што мора да има одговорност. Ве очекуваат тешки 3 месеца до изборите. Очекувате да, благодарение и на вашата експертиза и претходно искуство, да дадете силен придонес во она што треба да биде одржување на фери демократски избори? Да, ние, како што кажав и на самиот почеток, сме силно посветени, за тоа сме поставени и мораме да ја оправдаме нашата задача и улога, значи како во Министерството за финансии, еве конкретно за мене како дополнителен заменик министер за финансии, во однос на обезбедување на контрола на трошењето на финансиските, буџетските средства и оневозможување на било какви злоупотреби и манипулации во функција на влијанија врз изборната волја на граѓаните. Заради добробита на граѓаните и на Македонија ви посакувам успешна работа. Благодарам. Ви благодарам што бевте моја гостинка, ми беше чест. Благодарам. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.